Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Втора година поред фудбалерките на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса се државни шампионки. 24 сениорки и уште 30 од подмладокот делат еден терен заедно со уште 350 фудбалери од машкиот тим и помладите категории. Девојките секој ден поминуваат по близу 2 часа на тренинг на градскиот стадион, делејќи го со останатите фудбалери во исчекување на најавената реконструкција. Градскиот стадион, така како што е изграден пред 50 на години, само еднаш е реконструиран. Шампионската титула фудбалерките ја дочекаа со најава од општината Македонска Каменица дека започнува реконструкцијата на трибините, пошто ќе бидат поставени 1500 столчиња. Тренерот на женскиот клуб Зоран Златковски смета дека иако градот е мал, има многу спортисти кои бараат услови за тренинг. За еден фудбалски клуб потребни се секако 2 до 3 терени, зависи нели на кој левел е клубот. Ние реално во Македонска Каменица, како што сме мало место, но има доста спортисти од овде, фудбалери специјално, ги имаме скоро сите услови што се потребни за едно прволигашко ниво. Покрај двата фудбалски терени што се, имаме сала исто така на располагање, имаме теретана на располагање, сега очекуваме и трибините да ни бидат реновирани, каде што се надеваме оваа пандемија што поскоро да помине, да се вратат навивачите на трибините и атмосферата на стадионите да биде како што треба. Реконструкцијата почнува од трибините, меѓутоа како што вели претседателот на машкиот фудбалски клуб Климент Ѓоргиевски, треба и обнова на теренот, но и за окружување на целиот комплекс со градскиот базен во него во спортски центар. Па не само трибини, значи на овој стадион му треба целосно реновирање. Нормално, трибините се битни за да има комоција кај гледачите, кај симпатизерите на клубот. Меѓутоа освен трибини, убаво е да се направи, значи, ова целиот спортски комплекс заедно и со овој главен терен. Позади него има помошен терен кај што во главном и тренираат екипите. Исто така, значи да се направи еден тој спортски комплекс поврзано и со градскиот базен, па на тој начин да се создадат едни супер услови не само на фудбалерите, туку како што рековте вие на почетокот и за сите спортисти во градот. Општината Македонска Каменица, која е спонзор на двата клуба, веќе почна со постапката за реконструкција на трибините. За општината, како што вели градоначалничката Сонја Стаменкова, е важен интересот што младите го имаат кон спортот. А една од поголемите активности во целиот тој проект е реконструкција на градските трибини, кој што за неколку дена треба да започне. Исклучиво ме радува тоа што ете нешто во склоп на сите активности претходно за уредување, опремување на спортски терени и сали. Ова ние како продолжеток вложување во спортот, со тоа што преку Фудбалската федерација на Македонија имаме добиено 1500 столчиња, кои ќе бидат завршена реконструкцијата, ќе бидат монтирани. Со што ќе се добие еден нов лик на стадионот. Македонските шампионки во фудбал се од Македонска Каменица, од каде доаѓаат повеќето членки на клубот. Само 8 фудбалерки од вкупно 24 во првата постава се од други места. Капитенката на клубот Моника Ѓоргиева веќе 7 години игра фудбал и вели дека го менува митот дека фудбалот е машки спорт. Па од почетокот не беше лесно, бидејќи како што самата кажавте, сите фудбалот го сметаат како машки спорт, меѓутоа ако сте присуствувале на утакмица на женски фудбал, можете да забележите дека доста слично се игра. Не е, да речеме, нели понежно да играме, него доста груба игра се покажува, иако е машки спорт. Од Делчево секој ден на тренинг патува Ана Димитрова, која заедно со останатите фудбалерки ја мотивира шампионската титула. Сепак, важни се условите за тренинг, како што вели, бидејќи работата води кон успехот. Па јас фудбалот во секој случај би го препорачала, затоа што тоа е едно многу здраво, многу убаво колективна игра и преку неа може, значи, како што кажав, да се осеќаш убаво и кога ќе постигне тимот гол, тоа е едно неописливо чувство кое мислам дека секој треба да го доживее. Моника и Јана имаат по 26 години и активно се занимаваат со фудбал. Во Македонска Каменица, каде живеат 2 девојки со А и Б тренерски лиценци.
се надеваат на отворање на надпреварите за публика, на новите реконструирани трибини на градскиот стадион, а со тоа и доаѓање на менаџери, вклучувајќи ги и тие од странство, кои се во мисија на привлекување на таленти за странски екипи. За нив добар пример им се Наташа Андонова, која игра професионален фудбал во Шпанија, и Гента Рочи, фудбалерка чија кариера продолжи во Финска. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk